16 април 2016 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на регионалните вести на КТВ. Во среда ќе заседава Советот на општина Кавадарци, ќе одржи редовната 43-та седница. Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Кавадарци за првиот квартал од оваа година е меѓу точките на дневен ред на редовната 43-та седница на Кавадаричкиот совет. Седницата е закажана за во среда со почеток од 12 часот. Советот исто така ќе го разгледува и извештајот за реализираното во делот на комунално уредување во општината минатата година, како и извештајот за реализираното од програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта за 2015 година. На дневен ред се и одлуката за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на општинската администрација, измените и дополнувањата на одлуката за висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општинските јавни површини. Советниците ќе ги разгледуваат и извештаите за манифестацијата Тиквешки гроздобер за минатата година и за новогодишниот дочек, поднесени од организаторот на овие манифестации Темов ФШТ ДОО. На дневен ред на 43-та седница се и повеќе предлог одлуки од областа на урбанизмот, извештајот за работењето на јавното претпријатие Комуналец, годишниот извештај за работа на Центарот за развој на Вардарски плански регион и извештајот за спроведувањето на програмата за развој на Вардарски плански регион за 2015 година. Пред советниците ќе се најдат и измените и дополнувањата на програмата за развој на општината за оваа година и програмата за активностите на општината во областа на спортот. Утре во манастирот Свети Ѓорги во Неготино ќе се отслужи божествена Василиева литургија со која ќе чиноначалствува митрополитот Агат Ангел. Одговорните од Македонската православна црква Свети Атанасий и манастирот Свети Ѓорѓе од Неготино ги информираат сите благочестиви христијани од општина Неготино дека во недела на 17 април Светата Македонска православна црква ја празнува неделата на Светата Марија Египетска. Во Неготино чествувањето ќе се одржи во просториите на манастирот Свети Ѓорѓи со служење на света божествена Василиена литургија со која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот по Вардарски господин Агат Ангел во сослужение на повеќе свештенослужители. Според најавите се очекува митрополитот Агат Ангел во манастирот Свети Ѓорѓи во недела да пристигне во 8:15 часот, а по тој повод се покануваат сите заинтересирани православни верници кои се во можност да дојдат и да присуствуваат на богослужбата и да земат учество во литургијата. Синоќа во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба на уметнички фотографии на Јане Љоевски од Скопје. Кавадаречката културна јавност со фотографиите на Јане Љоровски се има сретнато на неколку групни изложби на фотографија, но синоќешната изложба во галеријата на Домот на културата Иван Мазов Климе беше негово прво самостојно представување во Кавадарци, а кавадарчани ја имаа привилегијата први да ги видат фотографиите од неговиот проект реализиран во Полска под наслов Color Dance или Обоен танц. Тој со фотографија се занимава уште од 1981 година како член на фотоклубот Вардар. Дипломирал фотографија на Европската филмска академија ЕСРА, а од 1998 година е вработен во одделот за криминалистичка техника во МВР како крим фотограф, а потоа и како инспектор за фото и видеотехника. Во моментот е лиценциран вештак за фото и видеотехника, бил и фоторепортер на повеќе печатени медиуми, меѓу кои и магазинот Вулкан и магазинот Симпоп Досие. Учествувал во изработка и авторе на пејсажната и документарна фотографија, но работи во сите области на фотографијата. Добитник е на златна плакета за фотографија доделена од председателот на Република Македонија и наградата Урбан пејсаж, која му ја додели општина Карпош. Досега има учествувано на бројни групни изложби и реализирал самостојни изложби во Македонија и странство. Синоќа на отварањето на изложбата за неговата фотографија говореше фотографот Тони Коцев, кој посебно истакна дека изложените фотографии на Јане Љоровски бараат исклучително познавање на фототехниката. Овој циклус на Јане е всушност тоа што ја прави дистинкцијата помеѓу професионалниот фотограф, уметникот и да речеме секој еден што може да биде фотограф. Јас би сакал да напоменам, тука имате во текстот некој опис
а именно се работи за една несекојдневна серија, која што може да ја долове само човек што има огромни познавања од фотографскиот процес. Значи, јас на лице место не сум бил присутен кога е правена оваа серија, меѓутоа, од тоа што и јас нешто знам од фотографија и од Јане што ми кажа, ми е јасно дека тука едноставно мора брзо да се реагира, дека тука во такви моменти, во такви услови кога имаме, кога еден добар дел за човековото око е невидливо од таа ултравиолетова светлина, и тука едноставно фотографската техника, без разлика колку илјади евра и да кошта, она тука не може да се снајде ако човекот не ја познава техниката, фотографските процеси. Колку професијата на крим фотограф длабоко навлегува и во неговото хоби, уметничка фотографија, покажува оваа изложба на обоен танц, каде Јане Љоровски, таму каде што никој не гледа ништо, тој препознава танц. За него овој танц е судир на битовото и цивилизацијата, пренесена преку исконскиот танц на трансформацијата на формите, боите и ритамот, исклучителниот колорит и трансот на танчерите кои блескаат во рефлексиите на костимите, инструментите и сценските реквизити, осветлени со ултравиолетовиот дел од светлосниот спектар. Да се заблагодарам на фотостудиото Експрес, бидејќи фотографиите се печатени тука токму во Кавадарци, затоа што квалитетот што добив на печатењето беше возможен само тука во цела Македонија. Значи, тоа е делот каде што сакал, благодарност да кажам, а делот што се однесува во односот на фотографиите, тоа е еден комплексен настан, значи каде што спомнаа сите претходни од мене, и фотографијата е дел од ликовната уметност, каде што ја има таа среќа или несреќа да може да сопреде момент од времето да го обележи. Сега прашањето е дали умееме да го препознаеме моментот, дали ќе успееме да го овековечиме и на кој начин ќе го направиме тоа. Можеби тука ја прави дистинкцијата помеѓу аматерите и да речам професионалците или вистинските мајстори и љубителите. Како што претходно спомна Тони, ние се познаваме одавно, како што јас го пратам неговиот опус, да решиме по односот на уметничката фотографија и делот кој го работи, кој е особено тежок, свадбената фотографија, и фотографијата на танцот е специфична затоа што мора да се улови моментот во вистинско време, на вистинско место и да не биде спречен од никого, кој е особено тешко. Во овој опус има представена еден цел циклус, да речеме, од обожување на некое божество, каде што луѓето се поклонуваат кон него, се водат борби во негово име, да речеме, во негова чест. Го имаме актот на раѓање, тој мислам тука прикажа на една од фотографиите, моментот на поклонувањето, моментот на просветлувањето, кога сваќаат дека се водени од некој диригент кој фактички пораката и командата е пренесува преку ударот на тапаните. Значи, мислам дека успешно ги прикажа сите тие работи, или барем се обидов, а публиката останува да одлучи, да даде конечна оценка за тоа. Фестивалот на детски песни Гроздоберче годинава слави јубилеј 20 години. Новите песнички за годинашново јубилејно издание веќе се подготвуваат. Директорот на фестивалот Зоран Станоев Дејзи во изјава за КТВ најавува бројни изненадувања за фестивалот кој што ќе се одржи годинава кон крајот на октомври и почетокот на ноември. И годинава ќе има 2 фестивалски вечери. Традиционално продолжуваме со нашите активности околу фестивалот Гроздоберче. Ете, со наш ангажман со Господ напред и така натаму и со сите помагатели на фестивалот, првенствено градоначалникот на општина Кавадарци, Советот и сите еминентни институции што ги сакаат децата и детската песна, ова година ќе славиме 20 години од фестивалот Гроздоберче. Се разбира, со самото тоа ќе има и многу изненадување околу организацијата и на самиот ден на одржувањето на фестивалот. Аудицијата помина многу успешно. Веќе
децата се пријавени, песничките почнаа да се припремат и да се спремат, се разбира како демо снимки. Јас би сакал накратко и да ги прочитам имињата на дечињата што веќе активно земат учество на фестивалот. Значи тука се од минатата година Стефанија Честојнова, Камелија и Свето Зарживич, Сара Ивановска, Данче Колева, Анета Петрова, Елена Попицова, Емилија Спасова, Анастасија Настова, Дијана Мишева, Меланија Бошева, Радмила Лазова, Марика Георгиевска и Мартина Трендафилова, Симона Крчева, Софија Ѓорчева, Емилија Нанева. Значи, тоа ни се учесници што сега засека работиме на темата на песничките и на припремата на песните, се разбира, некои од дечињата веќе и ги добија своите песни. Ова година, по повод 20 години од фестивалот, припремаме едно изненадување што не е тајна, може сега и да го откриеме. Значи, на втората вече на одржувањето на фестивалот, ќе имаме 20 хита по повод 20 години фестивал Гроздоберче. Тие песнички ќе бидат исполнети заедно со новите дечиња од претходните учесници, значи од 97 година, со избор на жири комисија на 20 песни од 20 години фестивал Гроздоберче. Тука ќе бидат, се разбира, поканети и сите наши пријатели од македонската поп естрада, што досега имат земено учество на фестивалот Гроздоберче. Значи тоа се Џоко Таневски, Катерина Таневска, Адриан Гаджа и уште многу други што досега учествувале. Наташа Малинкова, се разбира, Александра Михова и така натаму, Наталија Славева. Ако заборавив некој, нека ми простат, ќе бидат официјално објавени, се разбира, во натамошните наши разговори и така натаму. Сакаме да направиме нешто интересно, не само за децата учесници, туку и да се подсетиме на сето она што сме го направиле овие 20 години. Ние се трудиме и ова година, се разбира, со нови аранжмани, текстови прилагодливи кон децата, учесници и спрема нивната возраст. Тоа се во припремата, значи, на аранжманите, на музиката и на текстот, да имаме што поголем квалитет и, се разбира, подобри песнички. Ова година тоа и ќе го оствариме како и сите претходни години, се разбира, со самото тоа што нема да ги заборавиме, се разбира, и нашите пријателски градови од другите држави, каде што и ние земаме учество, значи нашите пријатели од Црна Гора, Србија, Словенија, Бугарија, Косово, сите оние еминентни фестивали што досега сме имале соработка во интернационалниот дел на фестивалот. Јас се надевам дека повторно ќе соработуваме со нашите, се разбира, пријатели што го сакат фестивалот, од сите институции од општина Кавадарци, од цела Македонија, како што тоа беше и досега, за да имаме еден успешен проект. Значи, 20 години фестивал Гроздоберче, дали е многу или малку, тоа го кажуваат годините и бројот на учесниците досега на фестивалот, преку 2600 учесници. Учесници во хорот, во балетските групи и учесници солисти на фестивалот. Самото тоа кажува дека ова е сериозен проект што ќе трае уште многу години. Епа, Гроздоберче нека е за многу години и нека ни јелиле 20 годишнината од фестивалот Гроздоберче. Во понеделник во музејот на град Неготино ќе биде отворена патувачката изложба Ана Франк лекции за сегашноста. Патувачката изложба Ана Франк лекции за сегашноста со 39 изложбени панели кои носат многубројни детали од животот на малата Ана и незиното семејство во Втората светска војна, во понеделник 18 април со почеток од 18 часот ќе биде отворена во изложбениот салон на музејот на град Неготино. На изложбата ќе бидат представени панели креирани посебно за македонскиот контекст во периодот по Втората светска војна до денес, изработени од домашните експерти. Во Република Македонија изложбата е отворена во рамките на проектот Историја, повест, лекции за денес, а организатори се Младинскиот образовен форум и куќата на Ана Франк од Амстердам. Изложбата досега има посетено над 40 земји во светот, а она што истата ја прави поинаква е фактот што водачи за посетителите ќе бидат млади волонтери средношколци кои поминале посебна обука за да ја раскажат приказната за Ана Франк. Изложбата за отворена ќе ја прогласат градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов и амбасадорот на Холандија во Република Македонија, а истата ќе биде отворена во периодот од 17 до 25 април во Неготинскиот музеј. Влезот е бесплатен и истата може да ја посетат сите заинтересирани граѓани.
утре ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен јужен ветер. УВ индекс од 7, а температурата до 30 степени. Со временската прогноза го завршуваме саботното издание на вестите. Почитувани гледачи, имајте убав викенд со нашата програма. Thank you.